нема напредок во животот без подигање и хармонизирање на својата енергија. Значи, неопходно е да го чуваме најдлабокиот, што се вели, најзначајниот ресурс на својата личност, а тоа е енергијата. Но не само да ја чуваме, туку и да ја споделиме. Онаму и со оние лица кои тоа го заслужуваат. Во тој поглед и мојата 13-та книга зборува за будење на афирмативните патишта кон себе развојот, кон хармонизацијата, кон еден живот што се вели осведочен со повисоки вредности, со повисока свесност и будност. Бидејќи наспроти нас, како што знаете, превладува негативизмот. Негативната енергија е насекаде присутна, се заканува луѓето дефинитивно да ги измести, да ги истошти, да ги дисхармонизира. И ако премногу се свртиме кон медиумите, кон зависноста од политичарите, кон очекувањето од функционерите и од разни личности кои што не се карактеризираат со висока свесност, дури имаат проблем и на ниво на свесно разбирање на најелементарните нешта, тогаш дефинитивно ќе страдаме или ќе ја загубиме својата енергија. Значи, мора да се свртиме кон себе, мораме да видиме со што располагаме и како да се себе пробудиме. Затоа и книгата дава одредени насоки и во поглед на заштита од негативци, како тие действуваат, кои се нивните цели, матрици на постапување. Тука се анализирани нарцистичките личности, оние кои што манифестираат малигнен нарцизам, фаворизирајќа тенденцијата јас и никој друг. Тука се хистрионските личности, оние кои што драматски се поставуваат, кои се вешти актери, кои што тешко можеме да ги запознаеме, а спонтано се инволвираат во нашиот живот и ние трошат енергијата. Оние кои што бараат целосно да им се посветиме и кои што сакаат да бидат во центарот на вниманието. Тука се енергетските вампари, познати како грабачи на позитивната енергија, кои на секаков начин се инволвираат во туѓиот живот и дали преку жалопојки, дали преку агресивност, преку манифестирање на гнев, на навреди, сакаат да земат туѓата енергија. Значи, треба добро да ги запознаеме негативците. Од другата страна, неопходно е да се заштитиме од влијанието на негативците. Од третата страна, да знаеме дека енергијата, доколку ја загубиме, ќе почнеме да вегетираме на некој начин, на психофизички план, бидејќи човекот кој што е истоштен, кој што е изместен, кој што е несреќен, кој што е незадоволен, кој што е фрустриран, како може да манифестира сила, енергија и страст кон позитивните вредности. Бидејќи мојопадната енергија се чувствува апатично, несигурно, станува фрустриран, анксиозен и во тој случај и самиот не е добар за своите најблиски. Значи, за да можеме да придонесеме за своите најблиски или пак за самите себе си, неопходно е да ја надополнуваме и да будиме позитивната енергија. Во книгата има многу теми, значи офатени се елементите за неутрализирање на ниските вибрации, дали му даваме превласт на телото, па тоа низ категоријата на егото, низ категоријата на ниската страст, не навлекува на некои, би рекол, валканости, кои што не само што му пречат на телото, туку пред се лепат за душата. А тогаш кога душата е несреќна, односно кога е истоштена или неснајдена, тогаш каков ќе биде духот на човекот, каква ќе биде неговата психофизичка состојба. Значи, мора да размислуваме за благодетта на душата. Што значи? Мораме да се насочиме кон сета онаа светлосна димензија која ќе не наполни со една позитивна вибрација. Во книгата имаме насоки дадено и за одредени типови на личности, како тие се однесуваат, какви манифестации искажуваат, некои од нив се дистанцирачки типови, колку и да им пристапуваме со љубов, со внимание, тие многу често се незадоволни или пак на почетокот се врзуваат, а потоа сакаат да бидат индивидуално насочени и се дистанцирачки. Едноставно не се личности кои што може да градат една сериозна, подлабока, љубовна заедница или хармонија. Од другата страна има и врзувачки типови кои се премногу посесивни, кои што сакаат постојано
да придобиваат љубов и внимание и кои што се незадоволни и нестрекни доколку почувствуваат дека се игнорирани. Какви се нивните манифестации и што тие можат да подобрат во своето однесување, дали имаат страф од напуштање, како да го надминат тој страф од напуштање. Потоа анализирани се и љубоморните поединци и нивните манифестации, каде што константно критикуваат или се незадоволни или стравуваат и што тоа представува за нивниот партнер или пак за нив самите. Има и за сигурните личности, има и за плашливите личности, значи многу анализи на типови на личности, така што во книгата не се само асоцирани теоретските основи, што е позитивна, што е негативна енергија, туку пред се дадени примери низ призма на профили на личности. Како ние да се заштитиме, како ние да се подхраниме, што ние како вредност да воспоставиме. Има тука и како да се дефокусираме од негативните влијанија, има и за стрес менеджментот, има и за градење на отпорност кон стресот, за јакнење на тој ментален имунитет, а тоа е многу битно да се постигне. Имаме тука и за позитивни промени, за законот на кармата, за ослободување од емоционалниот отров. Има и како да создадете ново пострекно јас, како да го програмирате умот со некои позитивни вредности. Значи, пред се ставяне акцентот на енергијата, на будењето на личните потенцијали. Значи, со текот на времето ќе се направат некои нови видеа на темата будење на позитивната енергија, но еве вака накратко, клучна книга за себе хармонизирање и за пронаоѓање мир со самиот себе си. А нема мир со самиот себе си ако не поседуваме виталност, ако не поседуваме една позитивна вибрација и способност да се заштитиме од негативните влијанија.